Добар ден. Јас сум Бранкица Костадиновска, оделенски наставник во Основното училиште Димитар Македонски, аеродром Скопје. За денешниот тас ќе обработуваме содржини од предметот Работа со компјутери и основа на програмирањето. Темата е програма за мултимедијални презентации. Наставната содржина е креирање и активирање на презентација со додавање на ефекти. Кои се целите за оваа наставна содржина? Учениците треба да се оспособат да додаваат транзиции и ефекти во презентација. Кои се очекуваните исходи? Учениците слободно додаваат транзиции и ефекти во презентација. Како да креираме едноставна презентација со додавање на ефекти? Пред да почнеме да појаснуваме како се креира презентација, јас најпрво сакам да се потсетиме и да појасниме што е мултимедија. Мултимедија е начин на прикажување на одредени содржини со истовремено користење на текстови, слики, звуци, видеоклипови и музика. Програмите каде што се изготвуваат презентациите се PowerPoint. За да биде изработена една презентација добро, потребно е да се почитуваат правилата, да се обрне внимание на големината или фонтот на буквите, боите на буквите, а исто така и на резолуцијата на сликите. Која е постапката за да изготвиме една презентација? Најпрво треба да го приклучиме програмот за презентација. Потоа во лентата со алатки да одиме во инсерт. Тоа што значи дека треба нешто да додаваме. Треба потоа да одиме во иконката со да додади нов слайд. Следното е избери дизајн. И на крај избери ефекти. Секоја презентација со додавање на ефекти на гледачот го овозможува дека на следниот слайд следи нешто ново. Ќе добие некоја нова информација. Транзициите се од големо значење за секоја презентација или ефектите. Најчесто транзициите може да се групираат или да одат движењата на транзициите нагоре, десно, лево, надоле, да се ротираат, да откриваат одредени објекти или често пати може да се користи и завесата која ни дава некакво изненадување што се крие на следниот слайд. Исто така, за презентацијата да биде добро подготвена, секој оној кој што ја подготвува и изработува презентацијата, треба да обрне време за траење на слайдовите. Времето го подесуваме на соодветно место, исто тоа го бараме во лентата со алатки и движењето на слайдовите може да се ограничи во секунди. Истото движење може да се постави и на сите слайдови. Ефектите се од големо значење за самите презентации, кажа, бидејќи тие овозможуваат оние кои што ја следат презентацијата да очекуваат некаква новина. За да ја активираме секоја презентација, може да го користиме копчето F5, потоа преку алатката на слайдшоу и со кликнување на алатката за слайдшоу што се наоѓа на статусната лента на прозорецот. За вас учениците, може би ова не е ништо ново, имате работено претходно и со вашите наставнички, но за да може да се изготви една презентација која ќе ги задоволува критериумите и потребите за учениците од 5-то оделение, е потребно тоа да се проба. Практично, дома треба да си подготвите една таква презентација, сосема да биде кратка, а на самите слайдови да додадете ефекти, да го определите времето на траење. Задача за вас или домашна задача е да подготвите кратка презентација во која ќе ги прикажете сите
ефекти во самата презентација.